Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за коронавирусот SARS-CoV-2 кој го предизвикува заболувањето COVID-19. Но првично сакам да направам еден кус осврт кон биологијата на вирусите. Океј, што се вируси? Вируси се инфективни честици за кои биолозите не може да се согласат дали се живи или неживи. Главната причина зошто постои оваа дебата е бидејќи вирусите не можат самостојно да се реплицираат. За да се реплицира вирус, мора да има инфицирано некоја клетка која ќе служи како домакин, која ќе овозможи да вирусот се реплицира. Во ред. По структура, вирусите се релативно просто градени, значи тие се само една нуклеинска киселина, која може да биде ДНА или РНА, исто така може да биде едноверижна или двоверижна, ДНА или пак РНА, и оваа нуклеинска киселина, односно овој генетски материјал, е обвиткан со протеинска обвивка, која е кодирана од страна на овие гени. Исто така, некои вируси дополнително можат да имаат и обвивка од фосфолипиди, односно да имаат фосфолипиден двослој. И различни вируси имаат различни карактеристики. Така, значи, некои вируси имаат ДНА како генетски материјал, некои вируси имаат РНА, некои имаат едноверижна РНА, некои имаат двоверижна РНА. Некои вируси имаат една форма на протеинската обвивка, некои вируси имаат друга форма. Некои вируси имаат фосфолипиден двослој како обвивка, некои немаат. Така што морфолошки гледано имаме најразлични видови на вируси. И тоа кога викам дека постојат најразлични видови вируси, не мислам дека постојат десетици, стотици најразлични вируси на планетава, него постојат милиарди најразлични видови на вируси на планетава. И тоа постојано произлегуваат нови видови на вируси и некои видови постојано изумираат. Најголем дел од вирусите кои се на планетава, ние не ни ги знаеме дека постојат. Бидејќи вируси има насекаде, значи буквално скоро на секоја површина која можете да пипнете или сретнете, има некои вируси на таа површина. Само на површината на нашето тело сигурно има накај милиарди вируси. Тоа најчесто се бактериофаги, но сепак ги класифицираме како вируси. И постои некоја статистика дека сите вируси на планетава во однос на маса тежат 3 пати повеќе него сите животни, растенија и бактерии заедно. Океј, значи имаме огромен број на вируси на планетава и огромен број најразлични видови на вируси. Но тоа не значи дека сите вируси се разликуваат нешто многу едни од други. Значи постојат некои основни групи, односно редови, во кои што ги класифицираме вирусите. И малце подоцна во видеото всушност ќе видите како од прилика е организирана таксономијата на вируси. Сега некој ќе праша, како може да има толку многу вируси кога ја не ги гледам, кај се сите тие вируси? Подговорот е дека тие се всушност многу мали. Сега како да ви доловам колку се мали, едноставно замислете си 1 милиметар, така? Поделете го тој милиметар на 20 пати. Сега толку е една клетка ваша еукариотска од прилика голема. Сега постојат некои кои се поголеми, некои кои се помали, но да речеме дека е околу 50 микрометри. Епа, вирусите се 1000 пати помали од тоа. Значи, тој 20 дел од милиметар, поделете го сега на уште 1000 пати и ќе добиете всушност колку е голем еден просечен вирус. Повторно, некои вируси се поголеми, некои се помали, но поентата е дека се многу мали. Некаде околу 50 до 60 нанометри. А самото тоа ги прави многу тешки за истражување. Сега, како што спомнав пред малку, вирусите не можат самостојно да се реплицираат, односно мора да инфицираат клетка која ќе биде домакин, која ќе ја врши репликацијата за нив. Односно, постојат вируси кои инфицираат растенија, постојат вируси кои инфицираат животни, постојат вируси кои инфицираат фунги, постојат вируси кои инфицираат протисти, кои инфицираат бактерии, кои инфицираат археи. Значи, за секое кралство, односно домен од живиот свет, постојат група на вируси кои ги инфицираат. И релативно вирусите се доста специализирани, например имаш одреден вирус кој инфицира, например, само патлиџан. И можеби ги инфицира само клетките на листовите од патлиџанот. А имаш друг вирус кој исто така го инфицира патлиџанот, али го инфицира плодот. Океј, значи имаш трет вирус кој инфицира само јаболка. Некој вирус кој инфицира само луѓе, некој вирус кој инфицира само одредени животни. И тоа кај одредено животно само одредени клетки кај тоа животно.
Например, кај нас има вируси кои инфицираат, например, само хепатоцити, така клетките на хепарот. Има вируси кои инфицираат само епителни клетки, најчесто во респираторниот тракт. Има вируси кои инфицираат клетки од гастрот, односно желудникот, или пак дебелото или тенкото црево. И така натаму, и така натаму. Сега, кога ќе имаме даден вирус кој инфицирал дадена клетка, тој у наводници ја превзема машинеријата на клетката, така што сега таа клетка продуцира вируси. И после одредено време, таа клетка ќе продуцира милиарда вируси, така што од еден вирус сега сме добиле милиарда, и од кога ќе создаде голем број вируси, можете да си замислите дека тие ја распаруваат клетката и сега излегуваат сите надвор. Така што почнавме од еден, после инфекција на една клетка стигнавме до милиарда. Сега тие милиарда вируси може да инфицираат нови милиарда клетки. И очигледно е дека за многу краток временски период може експоненцијално да порасне бројот на вируси кои се наоѓаат во даден организам. Односно, инфекцијата многу брзо може да се прошири. Нормално, јас ова сега малце го шематизирам, не е секогаш вака, значи постои литички, постои лизоген циклус, не секогаш вирусите ја убиваат клетката, некогаш се излегуваат, а клетката останува жива и постојано продуцира вируси. Постојат голем број сценарија, но главната идеја е таа. Еден вирус инфицира дадена клетка, таа клетка сега почнува да продуцира нови вируси кои инфицираат други клетки. Сега се поставува прашањето како даден вирус у наводници знае дека може, например, да инфицира само клетки од хепарот, односно хепатоцити. Па тој не знае. Едноставно, секој вирус на површината има у наводници клучеви. Во ред, тоа се протеински молекули кои ние аналогно ги нарекуваме во овој случај клучеви, и тие клучеви може да отклучат само одредени брави. Така што замислете си го вирусот како талка наоколу, пробувајќи да го стави клучот во најразлични брави и не успева, се дури не најде на соодветната брава, така што го ја отклучува и може да влезе внатре во клетката и да ја инфицира. Ова сега што го објаснувам е огромна симплификација, но е доволно колку да разберете основната идеја како даден вирус всушност инфицира само даден вид на клетка или само даден организам. Бидејќи вирусот поседува соодветни клучеви кои отклучуваат соодветни брави. Сега, тоа значи дека мали промени во клучот може да доведат да тој вирус сега може да отклучува и други брави. А овие промени во клучот се случуваат постојано и спонтано. Тоа се поради генетски мутации. Секој пат кога се реплицира вирусот се создаваат милиарди нови вируси и сите тие милиарди нови вируси имаат мали разлики во овој клуч. Така што со тек на време може да се појави некој клуч кој што ќе отклучува сосема нова брава. Но подетално за тоа ќе говорам некаде при крајот на видеото. Сега сакам само накратко да ја увидиме таксономијата на најразличните вируси и да посочиме каде всушност спаѓа коронавирусот SARS-CoV-2 за кој ќе говорам. Значи гледаме дека вирусите можеме да ги поделиме на најразлични редови, фамилии или родови врз база на најразлични карактеристики. Каков е нивниот геном, значи дали има двојноверижна ДНА или пак едноверижна ДНА, дали е сенс или антисенс, можеби е РНА, така, едноверижна РНА, или пак двојноверижна РНА, дали имаат или пак немаат присуство на фосфолипидна обвивка, окей, или пак е сосема непознато. Каква е нивната морфологија, односно каков е нивниот изглед, дали се сферични, дали имаат форма на бацили, може да се филаментозни и така натаму. Колкава е нивната големина? Например, може би некои вируси се 65 нанометри, некои се 85 нанометри, некои се од 80 до 100, некои се па многу поголеми, од 140 до 260 и така натаму и така натаму. Гледаме дека нивниот геном може да биде различно конфигуриран, значи може да биде линеарен, може да биде кружен во форма на селеноид. Гледаме колку е голем нивниот геном, односно колку е голема нивната нуклеинска киселина. Од 134 до 295 килобазни парови. Или пак само килобази. Околу 1200, околу 300. Така, значи најразлични големини на геномот, на различни конфигурации на геномот, на различни морфологии, природи на генетскиот материјал и на различни домакини. Овој, например, вирус инфицира бактерии или, например, археи. Овој инфицира вертебрати, овој инвертебрати, овој алги.
и така натаму и така натаму. Во ред? Значи гледаме дека постојат огромен број на најразлични вируси и знаеме многу информации за скоро сите најпристапни, односно најзастапени вируси. Така, сега можеме понатаму да ги поделиме нели на вируси кои имаат двојна верижна ДНА, и овдека се например овие вируси кои имаат едноверижна ДНА, значи single strand DNA вируси кои имаат реверзно транскрибирачка ДНА или пак РНА вируси, двојноверижни РНА вируси, негатив сенс едноверижни вируси, позитив сенс едноверижни РНА вируси, каде што испаѓа нашиот коронавирус. Значи во редот Нидовиралес ја имаме фамилијата коронавириде, каде што имаме подфамилијата коронавиране. И ова е моментално застарена литература, но сега тука некаде, например, би требало да биде SARS-CoV-2 вирусот и гледаме дека сите други коронавируси инфицираат вертебрати. Ајде сега малце да погледнеме во повеќе детали. И еве го редот Нидовиралес. Во овој ред имаме повеќе фамилии, како артеривириде, коронавириде, ронивириде, а во овие фамилии има пак подфамилии. Во тие подфамилии има родови. Во тие родови има видови. Значи постојат огромен број најразлични вируси само во редот Нидовиралес. И сега овдека гледаме најразлични карактеристики, например, само за овој ред. Значи, најразлична каква е нејната морфологија, овдека се опишува, можете ако сакате да прочитате, не е ништо комплексно, едноставно ги опишува карактеристиките кои биле наблюдувани. Така, значи, толкав е вирусот, има таква и таква структура, има таква и таква густина, го прави тоа и тоа. Имаме нуклеинските киселини, еве, например, на нидовирусите се линеарни, се со позитив сенс РНА молекули, значи РНА нуклеинска киселина, кои што имаат 7-метилгуанозидна капа и полиаденилатна опашка. Тоа е битно за РНА-та да не биде разградена од РНАзи во еукариотската клетка. Но не е сега тоа толку битно. Гледаме дека исто, например, еве големината на геномот кај коронавирусите е 26,4 до 31,7 килобази, односно килобазни пара. Кај други вируси од редот Нидовиралес е различно. Имаме какви се протеините на овие вируси во овој ред, например, еве членовите на фамилијата коронавириде главно поседуваат 3 или 4 обвивачки протеини. Најчестиот, барем во кај корона и торо вирусите, е мембранскиот М протеин. Иако имаат различни секвенции, М протеините кај корона, торо и бафин вирусите се слични по големина, структура и најверојатно се претпоставува, така presumably, и по функција. И така натаму и така натаму. Значи постојат огромен број информации за најразлични протеини, каква е нивната структура, од кои аминокиселини дури се изградени, какви изоформи постојат на тие протеини, во каде се интегрирани и така натаму. Еве, например, коронавирусите кодираат за еден мал обвивачки протеин, Е протеин, најверојатно Е поради envelope, така значи скратено. Тој е пентамерен интегрален мембрански протеин, кој што, односно чија функција не е се уште прецизно одредена. Овој Е протеин се имплицира дека учествува во вирионската морфогенеза и е идентификуван како вирулентен фактор за SARS. Океј, значи тоа беше заболувањето кое првично беше предизвикано од SARS-CoV првиот вирус. Моментално, нели COVID-19 заболувањето е предизвикано од SARS-CoV-2 вирусот, кој што најверојатно е релативно сличен на SARS-CoV-1. Бидејќи имаме доста информација за SARS-CoV-1, така што имаме доста информација за SARS-CoV-2 кој би требало главно да ги споделува истите протеини со SARS-CoV-1. И гледаме овдека најразлични други карактеристики, така натаму гледаме овдека шематска репрезентација на геномската структура на членови од редот Нидовиралес, еве како е коронавирусот, како се другите. Не мора да знаете воопшто што значи се ова, така че имаме какви имаат липиди, какви имаат јаглехидрати, геномската организација каква им е и така натаму. Репликазниот ген, окей, тука значи има плюс нешто за геномот, антигенски својства, например кај коронавирусите, S протеините на коронавирусот се тие кои што најчесто се цел
на Т клетките, така, значи тоа е дел од нашиот имун систем и најчесто нашиот имун систем, односно Б клетките, пак прават антитела најчесто за епитопи кои што се дел од овие С протеини. Значи се создаваат антитела за аминокиселините од N крајот на N протеинот. Исто N протеинот е значи доминантен антиген заедно како и S протеинот кој го спомнавме, значи они потекнуваат протективна заштита од страна на Т клетките и така натаму и така натаму. Океј, значи имаме некои биолошки својства. Еве, коронавирусите инфицираат птици, цицачи, вклучувајќи ги луѓето, стока и миленичиња. Океј, лилјаците се верува дека ја играат клучната улога во екологијата на коронавирусите и еволуцијата, бидејќи изгледа дека тие имаат неверојатно голем диверзитет на најразлични коронавируси. И е претпоставено дека лилјаците може да се оригиналниот извор од кој потекнуваат, ако не сите, барем многу од алфа и бета коронавирусите кои што денеска ги сретнуваме. Односно лозите на алфа и бета коронавируси. И гледаме дека коронавирусите предоминантно го таргетираат епителното ткиво и поради тоа инфекциите се главно поврзани со респираторни и гастроинтестинални болести, односно заболување на респираторниот и гастроинтестиналниот тракт. Биолошки вектори не се познати и зависно од видот на коронавирусите тие може да бидат пренесени преку аеросоли, гризнувања, фекално-орален пат и така натаму и така натаму. Но имате на ум дека оваа литература сега што ја читам не е up to date, така значи не е моментално модерна, него е пред релативно неколку години, така што овие информации можеби се сега застарени, но гледате има доста работи кои се познати. И дека има за артревирусите, за ронавирусите, но нас тие не интересираат во ова видео. Значи, тука има информации кои ги прочитаме за коронавирусите. Филогенетски односи со други, редови, така. Значи, овде има многу еволутивни работи кои се откриени, така значи еве го филогенетското дрво и еволутивните односи помеѓу 5 големи нидовирусни лози. Океј. Сега, ако идеме малце подоле, така значи имаме фамилија, океј, да стигнеме до еве фамилија коронавириде и да дека во таа фамилија имаме подфамилија коронавирине, торовирине, каде што имаме различни родови, понатаму видови. И сега, претходно зборевме само за нидовиралес, сега имаме поглавје кое е само за коронавириде. Имаме најразлични карактеристики кои ни ги опишуваат, така, значи за најразлични протеини, за геномот, како инфицира и така натаму и така натаму. Значи како е организиран, како е структурата, каква е морфологијата. И сега идеме за подфамилијата коронавирине, каде што SARS-CoV-2 вирусот најверојатно е поврзан со овој овдека. И ова е, например, филогенетски однос помеѓу најразлични вируси, односно еволутивно стебло. И сега од овој овдека има понатаму, нели е искочено тоа денеска што го имаме. Така, значи ова се разгранува постојано и некои гранки изумираат, некои се разгрануваат и така натаму и така. Значи тоа постојано се менува. Постојано ќе излегуваат нови вируси, некои ќе изумираат. Имаме морфологија, имаме физичко-хемиски и физички својства, нуклеински киселини, протеини. Океј, антигенски својства, преска нели спомнавме за S протеините, за M протеините, кои имаат најчесто антигенски својства кај овој вирус, така што кога ќе се прават најверојатно вакцини, ќе се користат овие S и M протеини, така што нашиот имун систем да направи антитела против тие протеини, за да имаме стекнат имун систем. И овдека повторно имаме биолошки својства, повторно збори за првиот нели SARS-CoV вирус кој во 2002-2003 предизвика епидемија. Океј? И тоа е тоа. Ајде сега да говориме малце за SARS-CoV-2. Коронавирусот за кој постојано слушаме и читаме се нарекува SARS-CoV-2. И овој вирус предизвикува заболување кое се нарекува COVID-19. Претходно имаше најразлични имиња, но ова е најверојатно тоа кое ќе остане. Инаку, претходно не спомнав, коронавирусите се нарекуваат така, бидејќи на електронски микроскоп изгледаат како да имаат круна, односно корона, околу нив. Вирусот кој е во прашање најверојатно има скокнато или од лилјак, или од панголин, или од змија на човек. Поентата е сега инфицира и луѓе. Не дека претходно немало коронавируси кои инфицирале луѓе, него ова е нов вид на коронавирус кој сега инфицира и луѓе.
Ова скокање на вирусите од едно животно на друго постојано се случува. И ние имаме пренесено вируси кои првично инфицирале луѓе на животни, кои што претходно не биле инфицирани од нашите вируси, па сега се инфицирани. Исто така и од нив скокаат вирусите на нас. Нормално тоа скокање е у наводници, тие вируси не скокаат, немаат нозе за да скокаат, но може сега да инфицираат и други видови на клетки кај други организми. Како всушност се тоа работи, ќе говорам на крајот на видеото. Сега, ајде да речеме дека сте инфицирани од SARS-CoV-2 вирусот, односно имате COVID-19. Кои ќе бидат симптомите? Првите неколку дена до 2 недели, всушност вие нема да имате симптоми. Ќе бидете асимптоматски. Зошто? Бидејќи се наоѓате во еден инкубационен период. Бидејќи од кога ќе ви инфицира вирусот, потребно е некое време тој да се реплицира до доволна мера да биде забележан од имуниот систем и да биде сметан како закана, така што вашиот имун систем у наводници ќе крене узбуна, односно ќе почне да се појавуваат првите симптоми. И овој инкубационен период не важи само за коронавирусот, него важи за сите патогени организми. Така, например, сега кога да ставам еден вирус во моето тело, нема одма да се појават симптоми, ќе биде потребно некое време пред тој да се реплицира до доволна мера. Сега овдека се поставува прашањето дали во текот на овој инкубационен период вие можете да заразите други индивидуи. И одговорот не е очигледен, се уште немаме доволно информации, можеби во првите неколку дена од инфекцијата не можете да заболите други луѓе, но после неколку дена можеби можете. Се уште не е јасно, но сигурно дека од кога ќе се појават симптомите, во тој момент натаму сигурно можете да заболите други индивидуи. Да видиме сега кои се симптомите. Симптомите се температура, главоболка, омалаксаност, можеби болка во мускулите и зглобовите, сува кашлица, затнат нос или пак ќе ти тече носот, ќе имаш недостиг на воздух и во многу тешки случаи висока температура и пневмонија. И од ова можете да заклучите дека COVID-19 всушност не се разликува нешто многу од најобична настинка, односно од сезонскиот грип. И тоа е бидејќи и вистина не се разликува многу. Најголем дел од коронавирусите предизвикуваат општа настинка. Сега можеме да сметаме дека COVID-19 е нешто потежок облик на општа настинка, но во најголем дел од случаите вирусот поминува само како една лесна настинка која ќе помине можеби после недела дена. И главниот фактор кој допринесе овој вирус толку многу да го слушаме во медиумите е самиот факт дека ова е нов вид на коронавирус кој сега инфицира луѓе. Но бидејќи симптомите се толку многу општи, дури е малце и чудо што всушност воопшто го пронајдовме. Едноставно во Вухан, или провинцијата во Кина, имало се повеќе и повеќе луѓе кои доаѓале во болница со пневмонија. Сега, тоа било малце чудно, бидејќи голем дел од тие луѓе всушност биле вакцинирани за сезонскиот грип. Така што кога направиле подетални истражувања, користејќи PCR методи, увиделе дека биле заболени од коронавирус кој претходно не бил познат. Односно не бил познат да инфицира луѓе. И така, нели се установило дека всушност има нов вирус на слобода и дека инфицира луѓе. И со тек на време нели се диагностицира се повеќе и повеќе случаи и денеска сме каде што сме. Но немојте да мислите дека појавувањето на нови вируси е нешто чудно и ретко, тоа најверојатно се случува многу често, само што најголем дел од тие вируси не инфицираат луѓе и најголем дел од тие вируси и да инфицираат луѓе поминуваат асимптоматски, така што можеби се распространети насекаде низ светот, а ние воопшто не ни знаеме, зошто бидејќи не ни сме диагностицирали никогаш за нив. Дури интересно е дека и самиот коронавирус SARS-CoV-2, кој моментално нели е во прашање, постојано се менува. Така што веќе ни се познати две лози, односно S и L форма на SARS-CoV-2 вирусот. И тој ќе продолжи да се менува постојано. Например, вирусот на инфлуенца, односно сезонскиот грип, секоја сезона е различен, бидејќи многу брзо мутира, така што не може да се направи една вакцина која за секогаш ќе бидеш вакциниран и не можеш веќе да фатиш грип, така, него секоја година мора да се прави нова вакцина, бидејќи вирусот постојано се менува. Сега имаме среќа зашто овој вид на коронавирус SARS-CoV-2, иако се менува, не се менува толку брзо како инфлуенцата, така што со тек на време кога ќе направиме вакцина, таа најверојатно во голема мера ќе биде
трајна вакцина. Или пак можеби ќе треба да се повтори на неколку години. Инаку, SARS-CoV-2 вирусот главно ги инфицира клетките на респираторниот тракт. Сега се поставува прашањето како всушност се шири вирусот низ популацијата, односно како можете вие да се инфицирате. Да речеме дека има некоја инфицирана индивидуа и таа индивидуа сега кашла или кивне. Во капките што ќе излезат од нивната устна празнина се наоѓа вирусот. И тој сега се наоѓа на површината, нели, кај што завршиле тие капки. Вирусот на најразлични неоргански површини може да преживее некаде околу 7 часа до неколку дена, зависи која литература ја читате. Тоа главно ќе заврши од површината на која се наоѓаат капките и од амбиенталната температура, другите физичко-хемиски услови на средината. Но најсигурно е да речеме дека вирусот може да преживее 12 часа на површината. Сега вие кои не сте инфициран, ја допрете таа површина каде што се наоѓа вирусот. Сега вирусот се наоѓа на вашата рака. Сега со раката си го допрете лицето, очите, носот, устата и со тоа сте му овозможиле влез на вирусот во вашиот организам. Друг потенцијален начин на кој може да се инфицирате е дишејќи го воздухот каде што била некоја инфицирана индивидуа. Односно имаме наоди дека инфицираните индивидуи самиот воздух кој го издишуваат содржи вируси. Поточно, нели, SARS-CoV-2 вирусот. И дека овие вируси остануваат суспендирани во воздухот барем неколку часа. Но не кревајте некоја голема паника како леле вирусот се наоѓа во воздухот, што да правам сега. Бидејќи постојат голем број вируси кои се наоѓаат во воздухот, па сепак ние не заболуваме на дневна база. Сега нормално не се сите вируси толку вирулентни како овој вирус, но сепак најглавните фактори кои одредуваат дали би биле инфицирани, ако би влегле во просторија каде што била некоја инфицирана индивидуа, зависи од тоа колку долго време останала инфицираната индивидуа во дадениот простор и колку време вие сте останале во таа просторија. Повторно имајте на ум дека овие наоди дека вирусот може да се пренесува преку воздух не се потврдени од повеќе научни групи, така што не е со сигурност дека ова е вистина. Добро. Кој дел од популацијата има најголем ризик за компликации и дополнителни оштетувања од оваа болест? Тоа се луѓе кои имаат над 50 години или пак многу млади деца, луѓе кои имаат имунодефициенции или некои потешки хронични заболувања, како на пример цистична фиброза. Нормално дополнителни ризик фактори би биле пушење цигари, пиење алкохол, прекумерна телесна тежина, висок крвен притисок, неконтролиран диабет и така натаму и така натаму. Но можете да забележите дека оваа популација на луѓе и овие ризик фактори би можеле да се однесуваат скоро на која било друга болест. Значи и за сезонскиот грип, луѓе кои се постари имаат поголема шанса за компликации и смртност. Луѓе кои пушат цигари исто така. Луѓе кои имаат цистична фиброза се подложни на секаков вид инфекции. Поточно на секаков вид респираторни инфекции. Односно, луѓе кои пушат цигари, пијат алкохол, имаат висок крвен притисок, се поподложни на кардиоваскуларни заболувања, респираторни заболувања, дигестивни заболувања, почесто добиваат тумори, почесто добиваат автоимуни заболувања и така натаму и така натаму. Односно, укажувам на фактот дека оваа популација на луѓе е општо поподложна на компликации од најразлични болести. Не е ова нешто специјална популација на луѓе кои се поподложни само на COVID-19. Но за најголем дел од популацијата која е здрава или релативно здрава, вирусов не е некој си особен проблем. Така што немојте да имате некој посебен страф од леле, ако заболам, што ќе ми биде, дали тоа е смртна казна. Не. Значи, најверојатно нема ништо да ви биде. Сега некои совети за како да намалите шансата за инфекција, и ова се совети за ваше добро, но и за доброто на општеството. Бидејќи овој вирус, како што напоменав, не е толку опасен за најголем дел од индивидуите, но може да биде опасен за општеството како целина. Советите се следниве: мите ги рацете редовно, особено нели пред јадење, избегнувајте добирање на лицето, особено Т-зоната, значи очите, носот, устата. Ако имате потреба да кашлате или кивате, тоа прајте го во пазубата на лактот, во марамче или некако директно во земја.
односно да биде кон некоја површина каде што индивидуи најверојатно нема да дојдат во контакт. Колку е можно избегнувајте места каде што има голема концентрација на луѓе, односно некои социјални случувања. Ако веќе сте настинати, избегнувајте да излегувате од дома и да не е од COVID-19, да е од некоја друга инфекција, не сакате дополнително да добиете COVID-19, така значи да добиете втора инфекција. Ако видите некој индивидуа која мислите дека е инфицирана, не мора да значи дека е од COVID-19, него дека воопшто е настината, пробајте да држите барем 2 метра растојание. Друг добар совет е да го одржувате вашето здравје, поточно вашиот имун систем во оптимална состојба. Тоа главно може да се постигне со доволно спиење, значи 7 до 8 часа на ден, непрекинат сон, редовна физичка активност, исто така здрава исхрана, повеќе зеленчук и овошје. И ова се 3 работи кои се докажани дека го подобруваат имуниот систем. За разлика од сите тие имунобустинг препарати кои може да се најдат на пазарот. Тоа се главно плацебо препарати кои најчесто се некои форми на мултивитамини кои не е докажано дека воопшто функционираат, дали правилно се ресорбираат и слично. И за крај ја имаме проблематиката дали да се носат хируршки маски. Овде ќе има одредена дебата дали е поволно или пак одмогнува носењето на хируршки маски. Некои викаат те заштитува добро од некои капки кои можеби би содржале вируси, те заштитува да не го допираш лицето, поточно носот и устата, но од друга страна па има луѓе кои викаат дека маската всушност дава една лажна сигурност. Носиш маска па можеби би идал поблиску до луѓе кои се настинати, чувствувајќи се безбедно, бидејќи си сметаш, носам маска, мене не може ништо да ми биде. Или пак бидејќи носиш маска, не внимаваш толку каде ти се наоѓаат рацете, па почесто почнеш да си го допираш лицето, сметајќи дека имам маска, иако го допирам носот и устата, нема најверојатно да добиам инфекција. Исто така најчесто најголем дел од луѓето не ни внимаваат до толку на хигиената на нивната маска, така што можеби ја ставаат со прљави раце, па повторно им се прљави раце кои ја пипаат да извадат од лицето и слично. Но генерално подобро е да се носи маска ако вие веќе сте инфицирани, со цел да превенирате да не инфицирате други луѓе. Но сепак тоа е ваш избор. Можеби плацебо ефектот ќе ви помогне, така што ќе се чувствувате подобро, ако сметате дека сте подобро заштитени. Во ред. Но наречеме сега дека всушност сте инфицирани. Кој е следниот чекор? Како ќе оздравите? Едноставно, лекот за вирусни инфекции е просто кажано одмарање и чекање самото да помине. Најголем дел од популацијата ќе се осеќа како при секоја настинка. Ќе ти тече носот, ќе имаш температура, едноставно ќе седиш дома, ќе одмараш, ќе пиеш чај, ќе јадеш супа, можеби ќе пиете, лимонада, иако витаминот С е всушност многу честа мисконцепција дека е како магичен лек против настинки. И после недела дена ќе се осеќате добро. Така, значи ќе ви помине и ќе бидете супер. Сега, немојте да земате антибиотици, бидејќи ова е вирусна инфекција. Антибиотиците не помагаат против вирусни инфекции. Дури и да отидете на лекар, лекарот едноставно ќе ви каже дека е вирусна инфекција и ќе ви каже да одмарате и дека ќе помине. Сега некојаш може да препишат антибиотици, тоа е еден вид, може да действува како плацебо, мислејќи вие дека примате некоја терапија, дека тоа ќе помогне побрзо да помине и можеби ќе се чувствувате подобро, поради самиот плацебо ефект. Но вистината е таа, едноставно за вирусни инфекции, дури и да завршите во болница, нема некои многу ефективни терапии. Да, имаме некои интерферонски терапии и најразлични антивирални медикаменти, но сепак не се толку ефективни како што се антибиотиците за бактериските инфекции. Едноставно и во болница најефективната терапија е симптоматската, едноставно се третираат симптомите. Ако има многу висока температура, ќе пробаат да се снижи. Ако има проблеми со дишење, ќе се постави на апаратура. Значи се третираат симптомите и се оставя имуниот систем да си го реши проблемот. Најефективна терапија за вируси е всушност вакцинирање. Сега вакцинирањето тоа треба да се направи пред инфекцијата, така не може од кога ќе се случи инфекцијата, едноставно не функционира вакцината веќе. Во тој момент веќе е касно. Има кај некои вирусни инфекции може да функционира, али многу ретко. Сега за SARS-CoV-2 вирусот се уште немаме вакцина и најверојатно ќе немаме некаде до пролет лето наредната година, биќе треба да помине доста клинички тестирања, али сепак и што се развива со оваа брзина,
производството на вакцина е феноменално, бидејќи обично трае многу подолго. Значи главниот заклучок е и да заболите од COVID-19 не е ништо страшно, едноставно ќе се чувствувате неубаво, од прилика неладена, зависно од човек до човек, нели нормално, и ќе бидете добро. Сега овдека има една интересна работа, што се уште не е разјаснета, дали има можност за реинфекција. Односно луѓе кои веќе го прележале корона вирусов, односно SARS-CoV-2, дали повторно може да бидат инфицирани од истиот. Бидејќи се правени некои испитувања кај луѓе кои го прележале и е најдена вирална ерена. Сега тоа најверојатно е поради самиот факт што се уште не е отстранен целиот вирус, односно целата вирална ерена, и ова се случува кај голем број вируси, така кога некој ќе прележа некој вирус, па се уште се наоѓа виралната ерена, но тоа не значи дека има активна инфекција. Вред, едноставно потребно е подолго време пред да се отстрани целата вирална нуклеинска киселина од телото, бидејќи самите диагностички методи, PCR методите, се многу сензитивни. Така што и малце да останало од вирусот, ќе го детектира и ќе си мислиш, ај леле повторно инфицирана индивидуата. Најчесто не е тоа случајот. Така што сме прилично сигурни дека нема можност за реинфекција, но се уште не е потврдено. Сега, најголем дел од работите кои ги спомнав за вирусов, најверојатно и сте ги слушнале. Сигурно сте прочитали или слушнале за некоја статистика која ви кажува дека сезонскиот грип убива многу повеќе луѓе на глобално ниво него од што умират од COVID-19. Што е вистина, така, но тоа главно се должи на фактот дека сезонскиот грип е насекаде низ светот. Така, сега сезонскиот грип има релативно пониска смртност него COVID-19, но тоа е главно поради тоа што подолго е низ популацијата, односно постои многу долго време и веќе имаме вакцини, така што голем дел од популацијата се вакцинира, така што вирусот не се шири толку многу. Вирусот на инфлуенца. И многу од вас ќе го приметат следново. Да, Ебола, Мерс, Сарс имаат поголема смртност од COVID-19, но COVID-19 има убиено многу повеќе луѓе. Зошто? Бидејќи иако смртноста е помала, поголем дел од популацијата е инфициран, така што тој 1% на смртност во апсолутен број на луѓе е многу поголем. Например, 1% од милион луѓе се 10.000, додека 40% од 100 луѓе се само 40 луѓе. И да, сосема сте во право, но сепак постои расправијата дали е побитно да се гледа процентот на смртност или е побитно да се гледа колку луѓе умреле во апсолутен број на светско ниво. И најчесто луѓето ги речат дека многу побитно е да се гледа апсолутниот број, така колку луѓе умреле на светско ниво, него да се гледа процентот на смртност. Но запазете, ако гледаме апсолутниот број на светско ниво, во тој случај има многу работи кои се многу поопасни од вирусов. Многу повеќе луѓе умираат од срцеви заболувања, од мозочни удари, добро, тие двете се поврзани со кардиоваскуларниот систем, канцер, автоимуни заболувања, сообраќајни незгоди, самоубиства, компликации од пушење цигари, алкохол и слично. Значи, на дневна база во апсолутен број многу повеќе луѓе умираат во светот од други работи наместо од вирусов. Ама ние не слушаме на вести денеска умреле 3000 луѓе во светот поради пушење на цигари, поради пиење на алкохол, поради злоупотреба на дроги, поради јадење на многу мрсна храна и така натаму и така натаму. Затоа никогаш не слушаме, а всушност на апсолутен број на светско ниво многу повеќе луѓе страдаат од тоа и ќе продолжат да страдаат со години и натаму, додека вирусов ќе си замине на пример за неколку месеци или можеби неколку години. Интересно е дека многу често забораваме всушност колку луѓе има на планетава и колку многу е всушност 1% од популацијата. Например, 70 милиони луѓе кои можеби умреле нели од шпанскиот грип е всушност 1% од денешната популација. 70 милиони луѓе. Всушност е нешто помалку од 1%. Значи, поентата ми е да направите разлика помеѓу процентот на смртност и апсолутниот број на настрадани луѓе. Сега сепак постојат други вируси пак кои се многу посмртоносни него COVID-19, така значи како што беше Ебола, како што беше SARS-CoV, како што е Мерс и многу други вируси кои се појавуваат низ светот, но релативно не се шират толку многу, така што иако имаат висока смртност, не заболува голем дел од популацијата. Али тоа е всушност обратно пропорционално на некој си начин со тоа колку се смртоносни. И еволутивно гледано, поуспешни се тие вируси кои
не се толку смртоносни, бидејќи можат многу повеќе да се шират низ популацијата, слично како и паразитите. Они паразитите не сакаат секогаш да го убијат домакинот, бидејќи им е потребен. Сега овдека малце антропоморфозираме како вирусите да имаат свест или како да знаат нешто, едноставно тоа се инфекциони агенции, али сепак можеме да ги гледаме од таа перспектива. Океј, ајде сега да спомнам некои бројки кои постојано се менуваат, така што не ги зимајте здраво за готово. Моментално у светот има околу 110-120 илјади заболени и одреден број смртни случаи, така што смртноста е некаде околу 1 до 3%. Во некои земји дури е под 1. Сега, зошто сметаме дека и најчесто генерално насекаде под 1, бидејќи најголем дел од тие луѓе кои се инфицирани најверојатно не ни знаат дека се инфицирани од COVID-19, бидејќи, не знам, имаш ти некаде си бил на работа, окей, зима е, февруари, и имаш настинка. Добро, имаш температура, кашлаш, киваш. Нема ти сега да идеш да ти прават некои си специјални анализи за да диагностицираат дали е COVID-19. Воопшто не се знаеше дека имаше ваква пандемија од овој вирус. Немаше да се прават специјални анализи за да се утврди од кој вирус си настанат. Ти можеби си настанат од кој знае си таму кој вирус тие претходни што ги разгледавме. Има илјадници различни вируси. Голем дел од нив предизвикуваат општа настинка. Ти секоја година си барем, да речеме, еднаш годишно настинат, така имаш температура, не знам, пола недела, па после се осеќаш добро. Ти не идеш на лекар да ти диагностицираат, од кој вирус си настинат, од кој, не знам, сој, односно вид на вирус си настинат. Едноставно ќе отидеш на лекар, добро, ќе ти каже имаш температура, добро, ќе пиеш дома чај, ќе јадеш супа, можеби ти сакаш да ти препишат некој лекарство, па ќе ти даде антибиотик лекарот, иако всушност е вирусна инфекција, не е бактериска, антибиотикот нема да ти помогне. Сега некој од вас ќе рече, ако овој вирус стварно не е опасен за најголем дел од популацијата, зошто тогаш се превземаат вакви мерки од нашата влада, но исто од владите на целиот свет? Односно, се ограничува работното време, се откажуваат најразлични социјални настани или пак се одложуваат на неодредено време. Еве имавме, нели, сега се затвора образовниот систем на барем 2 недели, се ургира да се остане дома, што е можно повеќе, да се мијат раце и слично. Тоа главно се должи на фактот дека овој вирус потенцијално може да се прошири многу брзо низ целата популација ако не бидат превземени соодветните мерки, бидејќи има експоненцијална стапка на ширење. Односно, има нешто што се нарекува основен репродукцијски број, кој го бележиме со R0 и просто кажано ни укажува колку брзо може да се прошири одредена инфекција, во овој случај вирусна инфекција, низ дадена популација. Ако R0 е еднакво на 1, тоа значи дека една инфицирана индивидуа ќе инфицира уште една индивидуа. Ако R0 е еднакво на 3, тоа значи дека една инфицирана индивидуа ќе инфицира 3 други индивидуи. Во ред. Сега, сезонскиот грип има вредност за R0 еднаква на 1,3. Додека SARS-CoV-2 вирусов има R0 вредност еднаква на 2 до 2,25. Односно има експоненцијална стапка на раст. Сега нормално постојат вируси кои имаат многу повисока вредност за R0, например сипаниците имаат вредност од некаде 12 до 13, али сепак и вредност од 2 до 2,25 е прилично висока. Така што ако го оставиме вирусов слободно да се шири из популацијата, за многу краток период скоро сите луѓе ќе заболат, а тој 1% на смртност, всушност, иако е релативно мал процент, така 1%, на апсолутен број, всушност тоа се многу луѓе. Да речеме дека заболат милион луѓе во Македонија, тоа значи дека 10.000 луѓе ќе умрат. Другиот проблем со тоа да заболат милион луѓе за многу краток временски период е тоа дека тие милион луѓе сега не може да одат на работа. Односно, не може државата да си дозволи пола од популацијата да седи дома 2 недели. Едноставно не може да функционира општеството. А најголемиот проблем ќе биде врз здравствениот систем. Односно, од тие милион инфицирани луѓе, можеби 20% ќе им биде потребна хоспитализација. Океј, значи не можат сите луѓе да го прележат вирусот дома. Сега од 20% од милион, тоа се 200.000 луѓе. Сега ако 200.000 луѓе побараат хоспитализација во рок од 2 недели, едноставно тоа не може да се постигне.
нема доволно кревети, нема доволно опрема да се хоспитализираат толкав број на луѓе. И покрај тоа имајте на ум дека голем дел од здравствените работници ќе треба да останат дома, бидејќи и они самите ќе бидат инфицирани. А здравствен работник кој е инфициран нема логика да доаѓа на работа, бидејќи може да инфицира луѓе од другите одделенија. Така, во болницата нема само луѓе кои се заразени од COVID-19, има луѓе кои имаат најразлични други проблеми и не сакаме тие да добијат дополнителна инфекција од COVID-19. И ова не би било проблем само кај нас. Значи 20%, јас земав нели од милион луѓе, популацијата речеме кај 2 милиона, тоа значи 10% од вкупната популација во која било држава од светот е многу луѓе да бидат хоспитализирани во рок од 2 недели. Секој здравствен систем во светот би крахирал под тие услови. Поради тоа се ургира да што поспоро се шири вирусот. Тој повторно и да го оставиме да инфицира милион луѓе, но тоа нека биде во многу подолг временски период, така што во секој даден момент да има само мал дел од популацијата која е инфицирана. Односно во секој даден момент најголем дел од популацијата да биде здрава, со цел да може да функционира општеството и да може да функционира здравствениот систем, за да може да им се даде соодветната грижа на тие кои треба да бидат хоспитализирани. И ова е една од главните идеи поради која се превземаат сите заштитни мерки. А не дека вирусот е нешто посебно смртоносно и дека ќе направи пустош низ светот. И ова гледам дека е веќе доста популаризирано со хештег flattening the curve. Односно, каде што имате еден график, каде што всушност покажува дека бројот на инфекции може да е ист, но поентата е да биде низ подолг временски период, така што може здравствениот систем да се справи со сите тие хоспитализирани. Сега се поставува прашањето која ќе биде иднината на COVID-19. И искрено, никој не знае. Моментално во светот има околу 130.000 диагностицирани случаи и е прогласено како пандемија. Епидемија е ако е локално, пандемија е на светско ниво. Но вистинскиот број на случаи најверојатно е доста поголем, бидејќи голем број поминуваат недиагностицирани, зашто имаат многу благи симптоми. Дури и некоја држава да сакаше да изврши масовен скрининг на популацијата, да се види колку всушност има инфицирани од SARS-CoV-2 вирусот, се уште немаме практични и ефтини методи тоа да го направиме. Најголем број тестови мислам дека се направени во Јужна Кореја, каде што се извршени диагностицирање на 196.000 луѓе и е заклучено дека смртноста е некаде околу 0,6 до 0,7%. Но без разлика кој е вистинскиот број, некои експерти сметаат дека бројот на инфицирани ќе биде многу поголем во наредните неколку месеци. Односно дека ова е само почетокот. Али со тоа кажано, интересно е дека веќе забележуваме голем број земји каде што бројот на инфекции веќе се става под контрола. Али не знаеме тоа дали е така, бидејќи може би има многу асимптоматски случаи, така што во нареднава недела дена може одеднаш многу па да скокне бројот. Ке видиме. Како и да е, вирусов сигурно нема да се замине во наредната недела 2, туку сигурно ќе слушаме за него на вести барем уште неколку месеци. Многу луѓе сметаат дека сега со доаѓање на топлото време, сигурно вирусот ќе се замине, но тоа не мора да биде вистина, бидејќи топлото време главно влијае на тоа да вирусот може само пократко време да опстои на дадена површина и исто така сонцето го зголемува малце витаминот D во организмот, што може да влијае на имуниот систем, така што имаме посилен имун систем. И поради тие два фактори, да, може ќе се намали бројот на инфицирани луѓе, но не мора да значи дека ќе осопре целосно. А секогаш постои и варијантата да овој вирус остане у наводници за секогаш, како и сезонскиот грип, односно инфлуенцата. Односно, ќе биде распространет низ целиот свет, голем дел од популацијата ќе биде имуна, од време на време ќе се појавуваат нови локални епидемии, но ќе имаме до тогаш вакцини, така што брзо ќе се ставаат под контрола и тоа ќе се случува од време на време, значи на неколку години и ќе стане дел од медицинска пракса. Значи имаме доста несигурности во однос на иднината на COVID-19. Но една работа што е сигурна е дека веќе влијае на светот, поточно на економијата на светот. Голем дел од акциите, особено во азискиот пазар, се многу паднати и тоа веќе влијае на остатокот од светот. Оваа економска криза најверојатно ќе трае кратко, но не може. Како за крај, сакам само да увидите како се создаваат постојано нови вируси, без да навлегувам во многу технички детали. Сега за овој вирусов SARS-CoV-2,
некои луѓе кои сакаат теории на заговор ќе речат овој вирус е создаден во некоја биолабораторија за да се користи како биотероризам против масите на општеството и така натаму и така натаму. Дали имам 100% доказ дека не е тоа случајот? Немам. Исто како што ти не можеш да ми докажеш дека, например, до вчера ти не си постоел и денеска кога си се разбудил са бајле, сите се ќавања од твојот живот ги вметнала некоја вонземска раса и сите луѓе кои ти на дневна база ги сретнуваш не се само ништо друго него марионети контролирани од некои напредни вонземјани кои тебе те сместиле во некој куклен театар и те гледаат како действуваш. Кој доказ да ми го предложиш, ја ќе ти речам, да, не, вонземјаните тоа го имаат направено, се ова дел од нивниот план. И гледате колку апсурдно тоа звучи. Така што да ја разгледаме рационалната опција. Знаеме многу за биологијата на вирусите и познато ни е како всушност произлегуваат нови вируси и како постојано се менуваат вирусите. И ајде сега да видиме во општи црти што всушност се случува. И нормално ова ќе биде една голема симплификација. Како што реков претходно, вирусот не може самостојно да се реплицира, односно мора да влезе во клетка домакин. Тоа не е едноставна работа, за да го направи тоа, тој треба во наводници да отклучи брава која се наоѓа на клетката. Нормално не постојат никакви брави на површината на клетката, него тоа се протеински молекули кои ако се поврзе на еден или друг начин ќе му овозможи влез на вирусот во клетката. Али ние ќе си го замислиме како некоја брава која изгледа вака. Во ред. Сега, за да влезе вирусот, мора да отклучи оваа брава. За да го направи тоа, треба да има специфичен чеен клуч. Така што овој вирус треба, например, да има ваков клуч и во тој случај може клучот да се поврзе со бравата и тоа ќе му овозможи на вирусот да влезе внатре во клетката, да се реплицира. Така, сега ќе се направат милиарди нови вируси и сите тие после ќе излезат од клетката и ќе инфицираат милиарда нови клетки. Сега, овој клуч и оваа брава не се ништо друго него протеински молекули кои што се кодирани од генетскиот материјал на вирусот и на клетката. И сега земаме под предпоставка дека бравите на најразлични клетки во живиот свет не се менуваат, така што тоа што ќе се прилагодува е клучот. Сега, ако почнеме со некој вирус кој има, да речеме, ваков клуч, да речеме дека клучот изгледа вака некако. Во ред, при секоја репликација, при секој создавање на нови вируси, има мали промени на генетскиот материјал. Најголем дел од овие промени не се значајни, може би има промена во некој кодон, но повторно се кодира за истата аминокиселина или пак промената е во протеините која прават обвивката на вирусот и слично. Но во некој случај има промени во генетскиот материјал кои влијаат врз структурата на клучот. Сега тие промени може да се однесуваат на овој дел од клучот или на овој дел од клучот. Ако се промени овој тука дел, тоа не е до толку битно, бидејќи тој дел можете да се замислите дека не влегува внатре во бравата. Тоа е како делот кој е надвор од клучот и служи на некој начин само за украс. Така што сите промени што се случуваат на тој дел од клучот нема да влијаат на тоа дали даден клуч може да отклучи дадена брава. Битни се само промените во генетскиот материјал кои ќе доведат до промена на овој дел од клучот. Нормално, различните вируси во природата имаат најразлични клучеви, поради тоа викаме дека даден вирус инфицира дадени клетки кај даден организам. Нормално не е тоа секогаш случајот, бидејќи има некои вируси кои може да инфицираат повеќе различни видови на организми, а тоа е поради фактот дека клучот на тој вирус одговара на дадена брава која е присутна кај различни видови на клетки кај различни организми. Односно, клучот кај тој вирус е соодветен за некоја брава која е многу присутна. Ајде сега да започнеме со еден ваков вирус кој има ваква брава. Во ред, овој даден вирус може да инфицира овој вид на клетка, да речеме дека ова е клетка од лилјак, и може да инфицира и оваа клетка, да речеме дека ова е клетка од камила. Во ред? Добро, сега тоа може да се случува бидејќи овој клуч може да отклучи оваа брава. Значи двата запци може да влезат тука без проблем, да се отклучи бравата и да може вирусот да влезе натре во клетката. Сега, како што видовме, кога даден вирус ќе инфицира дадена клетка, тој ќе се реплицира и сега ќе се добијат милиарди нови вируси. И овие милиарди нови вируси сега ќе имаат некои мали промени во генетскиот материјал.
Најголем дел од тие промени нема да предизвикаат никаква морфолошка промена кај вирусот, но кај некои вируси ќе има промени во структурата на клучот. Сега, тие промени во структурата на клучот може да се незначајни, нели како што реков, ако се случуваат во пример овој дел од клучот. Но некои од промените ќе бидат во делот кој всушност влегува во бравата. И овие промени се најчесто неповолни за вирусите, бидејќи промените кои влијаат на клучот, особено нели делот кој влегува во бравата, ако го изменат до голем степен, сега тој вирус не може да се ги инфицира клетките кои нормално би ги инфицирал и не може да се репродуцира, така што тие вируси најчесто изумираат. Но во редок случај може да се случи таква промена на клучот да сега вирусот може да инфицира и други видови на клетки, а при тоа да може да си го инфицира и стариот домакин. И еве сега ги имаме новите вируси, кај најголем дел од вирусите немаме промена во клучот, но кај некој има. Сега, например, кај овој вирус, промената е следнава. Поради оваа промена, вирусов можеби ќе може повторно да си го инфицира оригиналниот домакин, но во помала мера. Можеби нема да биде толку успешен, така што со тек на време, овој вирус и овој би изумреле. Овој вирус воопшто не би можел да ги инфицира првичните домакини, така што ако нема во околната средина некој нов домакин кој одговара на тој клуч, и овој вирус многу брзо би изумрел. Но овој вирусов дека има промена во клучот, но тоа не влијае многу како всушност се врзува со бравата. Односно, овој вирус повторно би можел да се го инфицира оригиналниот домакин, но, например, веќе не може да ги инфицира камилите, но сега може да го инфицира човекот, бидејќи го има овој тука дел, значи новата промена во клучот, кој што може да влезе во соодветната брава кај оваа човекова клетка. Така што почнавме од вирус кој можеше да инфицира и лилјаци и камили, а не можеше луѓе, и сега добивме вирус кој може да инфицира лилјаци и луѓе, а не може камили. Само поради оваа мала тука промена. Сега, иако е мала шансата нели ова да се случи, ова постојано се случува на секаде на светот, односно постојат милиарди вируси и постојат милиарди случаи каде што едно животно е во близа на некое си друго животно кога тоа е инфицирано од некој си даден вирус. Така што иако шансите да еден вирус скокне од едно животно на друго во даден момент се мали, има премногу случаи кои се случуваат на глобално ниво, така што иако е мал процентот на еден настан, има многу настани, така што има релативно голема шанса на долг временски период да се случи скокање на вирус од едно животно на друго или од едно растение на друго и така натаму. И првично кога даден нов вирус ќе инфицира даден домакин, тој не е многу успешен во инфекцијата. Значи го имаме овојов дека вирус инфицирал некој нов домакин и гледаме добро се реплицирал до одреден степен, се добиле 3 нови вируси. Секој од тие 3 нови вируси има мала промена во генетскиот материјал. Така што овој има некоја жолта промена, овој има портокалова промена, овој има сина промена. Океј, тие 3 нови вируси повторно го инфицираат истиот организам, значи друга клетка од истиот организам, и сега секој од овие дава нови копии од себе си кои имаат мали разлики. Жолтиот вирус дава 2 нови копии. Едната од тие има дополнително една разлика, портокалова, втората има дополнителна виолетова разлика. Синиот дава една копија, портокаловиот дава најмногу копии. Тоа значи дека со тек на време ќе се фаворизира оваа група. И тоа, оваа единка од оваа група ќе биде уште пофаворизирана во наредната генерација. Така што со тек на време, вирусот постојано ќе се менува за се подобро и подобро да го инфицира новиот домакин. И затоа првим беше, а вирусот се пренесе од животно на човек, али не се пренесува од човек на човек, па после некое време, а вирусот развива посилни симптоми, па после вирусот, а сега може да почне да се пренесува и помеѓу човек и човек, и така натаму, и така натаму. И уште ќе се менува. Тоа не значи дека вирусот станува посмртоносен. Значи, целта не му е на вирусот секогаш да те убие, целта му е што повеќе да се реплицира.
И тоа повторно наводници, вирусот нема никаква свест, односно тој нема никаква цел која може самиот да си ја постави. Едноставно ова произлегува од динамиката на процесот. Тие вируси кои имаат такви промени, кои им дозволуваат повеќе да се реплицираат, повеќе успеваат. И постојаното фаворизирање на тие вируси кои повеќе се реплицираат доведуваат до одликите на вирусот кој го гледаме во моментот. И ова важи општо за сите вируси, значи не само за SARS-CoV-2. И сега вистински како за крај сакам само да видите како всушност изгледаат овие клучеви и брави. И што всушност се случува, и ова се нови информации кои се за SARS-CoV-2 вирусот. Овде имаме еден научен труд кој што е релативно нов и говори за структурата на клучот, за структурата на бравата и како всушност вирусот у наводници, нели, ја отклучува таа брава. Бравата всушност е ангиотензин конвертирачки ензим 2. Ова е еден протеин кој што се експресира главно на клетките од белите дробови, срцето, дел од цревниот тракт и бубрезите. И ова е еден протеин кој што ви е потребен за живот. Учествува во физиологијата на ангиотензин, чија главна улога е во регулација на крвниот притисок. Сега, овој протеин служи како брава за влез не само на популарниот во момент SARS-CoV-2 вирус, нели кој го предизвикуваше заболувањето COVID-19, но исто така и за претходниот коронавирус, кој нели беше актуелен во 2002-2003, тоа беше само SARS, односно SARS-CoV-1 всушност. Сега, клучот кој го користи вирусот за да отклучи наводници оваа брава е површински шилест гликопротеин. Накратко S-протеин, бидејќи е surface, затоа S ставиле. И делот од клучот, кој што всушност, нели повторно наводници, влегува во бравата за да отклучи, е овој рецептор binding domain. Значи клучот е многу поголем, но само овој дел од клучот е тој кој што се поврзува со бравата. Во ред, сега тука имаме некои дополнителни информации, не ме интересира тоа толку, некој ако од вас ако сака може да си прочита. Нас не интересираат само сликите на крајот што се. Ајде да видиме што гледаме тука. Ова синото доле е бравата, ова жолтото горе е клучот. Во ред. Ова тука е каде што клучот и бравата влегуваат во интеракција. Значи делот од клучот кој што влегува во интеракција се нарекува рецептор врзувачкиот домен. Значи тоа е делот од клучот у наводници, нели, кој што влегува во бравата за да ја отклучи. Ако зумираме тука, ќе ги видиме најразличните интеракции кои се случуваат помеѓу клучот и бравата. Сега мора да знаете барем дел биохемија со цел да сватите што се случува тука. Генерално, просто кажано, ова се протеини кои што се представени со вакви шематизирани модели, со алфа хеликси и бета плочи. Тука имаме делови од молекулите кои што влегуваат во различни интеракции, имаме хидрофобни интеракции, водородни врски, ван дер Валсови сили и така натаму и така натаму. Поентата ми е да увидите како всушност изгледа овој клуч и како изгледа оваа брава. И дека проблематиката е многу покомплексна него што можеби првично сте си замислиле. Сега што се овдека овие букви со бројки, тоа не се ништо друго него назнаки да ни укажат која е таа аминокиселина во дадената молекула. Знаеме дека аминокиселините имаат кратенки од 3 букви, но исто така имаат и кратенки од една буква, кои што се многу попрактични во вакви примери. Например, Q ни укажува на глутамин. Тоа значи дека оваа овдека аминокиселина е глутамин и тоа 474-тиот глутамин во даденава молекула. Например, тука ова исто така е глутамин, но е 493-тиот, а ова овдека е 34-тиот хистидин. Во ред? Значи, оваа тука аминокиселина е 34-тиот хистидин. А на овие овдека 4 слики всушност ни е покажана разликата помеѓу SARS-CoV-1, кој што беше SARS вирусот во 2002-2003, и SARS-CoV-2, кој што е актуелниот, нели, коронавирус. И гледаме дека се релативно слични во тоа како реагираат со ангиотензин конвертирачкиот ензим 2, но сепак има разлики. Односно не постои еден уникатен клуч кој ја отклучува оваа брава, постојат повеќе варијации кои ја постигнуваат истата цел.
Инаку, веќе го имаме геномот на SARS-CoV-2 коронавирусот, односно ги знаеме сите протеини кои го градат истиот. Например, еве како изгледа во запишана форма тој S протеин, односно клучот кој претходно го разгледавме. Значи вака изгледа запишано, каде што секоја аминокиселина е запишана, нели, во кратка форма користејќи една буква. И ги имаме исто така и другите протеини. Еднакво ако сакате да го видите геномот, тој изгледа вака. Значи имаме А, Т, С, Г, кои постојано се повторуваат. Имаме колку? Околу 30.000 азотни бази. Односно околу 30 килобази. И тоа не е нешто многу, рачунајќи дека ние имаме 6,4 милиарди азотни бази, односно околу 3,2 базни пара. Но окей, големината геномот не секогаш ни укажува на комплексност на организмот. Најголем дел од растенијата имаат поголем геном него нашиот. Како крајен заклучок на ова видео ќе го кажам следново. Вирусите се инфективни частици кои се многу мали и неживи, ги инфицираат сите живи организми. Постојат огромен број на вируси на оваа планета, односно огромен број на најразлични видови на вируси. Една фамилија, односно еден род на вируси се и коронавирусите. Коронавирусите ни се познати уште од 1960 година и најголем дел од истите не инфицираат луѓе, но тие кои инфицираат луѓе предизвикуваат симптоми на општа настинка. Моментално актуелниот коронавирус е нов коронавирус кој инфицира луѓе и се нарекува SARS-CoV-2. И при тоа, ако некој индивидуа е инфициран од овој вирус, го добива заболувањето COVID-19. Во симптоми на ова заболување спаѓаат главоболка, температура, болно грло, кашлање, кивање, затнат нос, да ти тече носот, општа малаксаност, во некои случаи мускулни болки и болки во зглобовите, во потешки случаи висока температура, пневмонија, односно недостиг на воздух. Смртноста од оваа болест моментално е околу 1%. Најверојатно е пониско од тоа, бидејќи најголем дел од инфицираните индивидуи не ни знаат, односно не ни било диагностицирано дека се заболени од COVID-19, бидејќи имале многу благи симптоми и едноставно го прележале како општа настинка. Но иако најголем дел од популацијата, околу 85%, поминува само со многу благи симптоми, 15% најчесто треба да се хоспитализирани, односно имаат висока температура и можеби развиваат пневмонија, а само мал процент од сите инфицирани завршуваат фатално, односно околу 1%, најверојатно под 1%. Тие случаи кои најчесто завршуваат фатално се индивидуи кои се над 45, над 50 години од старост, кои што најчесто имаат некои имунодефициенции или пак хронични заболувања, а дополнителни ризик фактори се пушење цигари, пиење алкохол, висок крвен притисок, неконтролиран диабет, зголемена телесна тежина. Така што, иако вирусов за најголем дел од популацијата не представува некаква здравствена опасност, сепак постои мал дел од популацијата кај кој може да предизвика потешка клиничка слика. Но иако процентуално тоа е малку, ако доволно голем дел од популацијата заболи, дури 1% сушност во апсолутни бројки е голем број. И тоа ако збориме само за смртни случаи. Ако збориме за луѓе кои не би можеле да се извршуваат работната позиција, во тој случај бројот можеби бил околу 40%. Поради самиот факт дека вирусот се шири многу брзо низ популацијата ако не се превземат мерки, тоа би значило дека во даден временски период може околу 40% од популацијата да не може да си ги извршува работните обврски. Односно, тоа би предизвикало релативен пад на општеството. Така што, иако вирусов не е опасен на индивидуално ниво, потенцијално може да биде опасен за општеството како целина. Поради тоа, потребно е да се превземат сите потребни мерки со цел да се намали колку што е можно ширењето на дадениот вирус, така што почитување на мерките не е само за ваше добро, него е за доброто на сите луѓе. А тие мерки го опфаќаат следново: миење на рацете барем 20 секунди, особено пред јадење, избегнување на допирање на лицето, особено очите, носот и устата. Ако треба да кашлате или кивате, правете го тоа на безбеден начин, односно кивајте или кашлајте во лактот, во некое марамче, или пак во некоја средина која што нема да биде во контакт со други луѓе. Држете се понастрана од луѓе кои можеби сметате дека се инфицирани, барем 2 метра би требало да е доволно.
Избегнувајте колку што е можно социјални собири. Ако сте веќе инфицирани, не мора тоа да е од COVID-19, каква било инфекција, односно настинка да имате, останете дома. Не само за да не им наштети на другите луѓе, него и вие не би сакале да настинете додека моментално сте болни од нешто друго. Постојано следете ги препораките на Светската здравствена организација и препораките и мерките кои ги донесува владата во земјата каде што престојувате. Овие мерки на предпазливост не се нешто многу тешки да се следат, но сепак можат значајно да помогнат во ширењето на овој вирус. Постои голема веројатност дека ова е само почетокот на овој вирус и дека ќе остане уште релативно долго време. Вакцина сигурно нема да има барем уште година дена или пак најрано почетокот на оваа зима. Значи да заболите, релативно добро ќе поминете, но сепак почитувајте ги мерките на предпазливост за доброто на сите. Довидување.